Моето име е Билјана Станковска-Арсова, основач и управител на Капитал финансиски центар, Друштво за финансиско советување и едукација. Капитал финансиски центар го создадовме врз основа на потребите, долгогодишната соработка и довербата од клиентите со цел на еден професионален начин и малку поинаков начин да им ги приближиме финансиските инструменти кои постојат на македонскиот пазар. Концептот за создавање на независно друштво кое што ќе се занимава со финансиско советување и едукација кај мене се развиваше, усовршуваше во текот на 2 децении, во која јас професионално бев ангажирана на пазарот на капитал во областа на личните финансии и инвестирањето. Мојата визија беше и се оствари, односно стана реалност, клиентот покрај продуктот да добие и професионална едукација за да ги разбере подобро личните финансии и на тој начин да може многу побрзо да ги оствари личните и семејните финансиски цели. Во рамките на нашето работење соработуваме со повеќе финансиски институции. Би ги споменала Друштвото за управување со инвестициски фондови, КП Публикум Инвест, Триглав пензиско друштво и како најблиска куќа со која соработуваме, тоа е единственото друштво за инвестициско советување во Македонија, Capital Asset Management, со кој имаме заеднички бренд. Во услови на денеска во услови на голема инфлација, една од најважните работи што треба да знаат граѓаните е тоа како да ја зачуваат вредноста на парите. Се обидуваме, одржувајќи едукативни работилници, на граѓаните да им ги доближиме можностите кои што ги нуди пазарот на капитал, како вложувајќи во акции и акцијски инвестициски фондови да создадат имот, да создадат капитал кој што ќе обезбеди нивната финансиска независност. Работејќи во сектор финансии со години, во мојата кариера имаше доста успони и падови, полесни и потешки времиња, но она што можам да го нагласам е дека секогаш бев упорна во остварување на своите цели и едноставно не се откажав. Секогаш верував дека ова што го работам вреди и еден ден секако ќе вроди со голем плод. Во однос на успешноста во работењето, можеби не сум најуспешна во мојата работа, но она што секогаш се трудам да го направам е да дадам максимално од себе, се со цел да им помогнам на граѓаните во стварувањето на нивните цели. Пресудно да опстанам во овој свет беше мојата доследност, професионална, би рекла, професионален пристап во работата и волјата. Голема заслуга за мојот кариерен развој секако има мојот деловен партнер, како и соработниците, кои неуморно ме следат овие години, многу години поред во сите мои потфати. Се разбира, сета моја успешност, сето мој издигнување во кариерата, остварените резултати, никако не можев да ги остварам без безусловната поддршка од мојот сопруг, децата и родителите, кои што уште од самите почетоци беа постојано со мене и ми беа како ветар во грбот. Овој предизвик да станам предприемач во финансиски сектор беше на почетокот голем чекор за мене, посебно затоа што кога почнував имав 28 години, две годишни деца и влегов во води кои што не беа соодветни на моето студирање, на завршените студии и на работата што претходно ја работев. Секако се пронајдов себе си
во делот на во финансискиот сектор и она што е, би рекла, клучно е тоа што секогаш кога ќе наидев на некој ѕид или неразбирање на нештата, со макотрпна работа, со многу вложување на време и енергија, наоѓав начини да ги премостам и да поминам низ тие ѕидови. Со сигурност можам да кажам дека мојот животен потек да станам предприемач ме научи на нови доблести. Генерално за жените да бидат успешни во бизнисот, треба да имаат прво адекватно приватно окружување. Тоа значи да имаат поддршка од своето семејство, без разлика дали се во брак или не. Она што е многу важно е иницијативноста, желбата за слободна креација да не биде уништена. Значи да се поддржи жената во секој свој потфат. Секако, јас верувам дека имаат жените еднакви можности за успех во претприемништвото, како и мажите. И точна изреката дека зад секој успешен маж стои жена, и тоа е двосмерно. Значи, и зад секоја успешна жена стои уште поуспешен маж, кој и дава поддршка, и дава волја, и ја почитува, цени незината работа. Јас, она што имам да го порачам на жените е да се охрабрат, да станат предприемачи, затоа што со добра организација може да се постигне успех и во деловниот свет, и во семејството.